Здраво, ваги! Ова ќе бидат вашите кратки тарот пораки за месец март 2026. Ајде да видиме што ќе каже таротот за месец март, што ќе го обележи, односно месец март. И оно прво нешто што јас го гледам е ситуација во која вие по некоја среќна околност ке видите, не знам дали среќна околност ке биде или било што нешто ке се случи каде вие ќе добиете потврда дека во вашиот живот се она лошо што се случувало било со некаква намера. Да, клише муабетот, меѓутоа ова е ситуација каде вие ќе видите дека сите падови, сите проблеми, сите непријатности, сите жртви, се она лошо што ви се случуваше, било со некоја намера, било од судбината, било од животот и било со намера да ве донесе во една состојба сега. Таа состојба сега во март ќе ја живеете и ќе видите дека сето тоа се случувало со причина. Причината била прекрасна, нешто ново доаѓа во вашиот живот, нешто прекрасно, некоја голема среќа и голема радост доаѓа. Што ќе биде тоа, вие знаете сега, зависи што е радост, што значи тоа радост во вашиот живот. За некој од нас и на крајот на криштата во кој период од животот сте дали радост, за вас сега ќе биде нова работа, дали за вас ќе биде нов дом, дали ќе биде семејство, брак, љубов, бебе, се може да биде, меѓутоа тоа нешто сега ќе се случува во март и вие ќе сватите и тоа не дека ќе се случи, само се случува и толку, туку вие ќе бидете во ситуација и во ситуација каде на се што се случило ќе се потсетите и ќе речете, ета, зашто се случило тоа? За ова сега јас да го живеам, за ова убавина сега да ја живеам. Значи, сите жртви до сега што сте ги дале, се лошо што било, имало причина и сега ќе уживате вие во таа причина, затоа што сега во март ќе се случува. Следното нешто што ќе се случува за вас вагите во месец март е една ситуација каде вие ќе бидете подпомогнати од некого или од нешто да остварите нешто кое не можевте досега. Сега за некои ваги ова ќе биде малку поголема ситуација, за некои нешто помало, зависи, за сите ќе биде различно и се разбира во различно поле од вашиот живот ќе се одвива, но е ситуација каде вие веќе се разочаравте и мислевте дека ова не може да го направите, зашто мислевте дека не можете да си го дозволите. Верувам дека од финансиски аспект не можете да си го дозволите ова. Сега во март некој на кого верувам му значите ќе направи нешто за да ви помогне и ова нешто вие да си го остварите. Сега што може да биде се, може да биде. Мислам дека за некој од вас е нешто лично, нешто сакавте на вашето тело да направите, не можевте, немавте доволно средства. Можеби за ситница се работи, за некој дел од облеката, нешто сакавте да си купите, да си обновите гардеробата, некој можеби па сакавте нешто да си дозволите, некој третман, нешто може поголемо, некој зафат, естетски, хируршки, што и да е, мислевте дека не можете, не мислевте, туку не можете да се дозволите. Финансиски е сега овој некој ќе ви помогне, може нема кој знае колку да помогне, кој знае што да направи, се да направи, меѓутоа ќе помогне дотолку до степен да вие може ова конечно да се го дозволите. За други ваги пак е нешто што сакавте вие да го направите за себе лично, можеби да се вклучите во некоја активност, да посетите некакви курсеви, да се здобиете со некакви знаења,
способности, не можевте да си го дозволите и пак ќе кажам, некој доаѓа, тој некој, јас замислам дека за некој од вас ваги е брат, така мислам, но еве не мора да не мора, тука нема да биде да се действа да некој татко, дедо, се може да биде родител, баба, не значи не изборуваме за полови овде, може и машки, женски род да биде и ќе дојде, ќе помогне и сега вие конечно можете да си го направите тоа. А во еден момент па се откажавте. Токму се откажавте и мислевте дека ова е завршено. Се чувствувавте дека е крај на светот дори за некој од вас. Но сега еве ќе видите дека може и ќе се случи и ќе бидете среќни, се разбира за тоа. И сега други некои ваѓа во март почнуваат нешто. Во март почнува нешто, одреден датум дури има ова во март. Први, втори, сега 1 март, не знам, ама 2 март или 12 или нешто така, нешто за 2 недели од сега, можеби, нешто започнувате. Ова е нешто однапред подготвено, спремено и сега вие влегувате во ова. Значи, јас не знам, потоа ќе кажам, вие знаете што е, се може да биде од било која поле, работа, семејство, пари, не знам, се може да биде, значи почнувате нешто ново, нов циклус кој почнува сега и ќе трае, ова не е ништо краткорочно, туку е долгорочно. Е сега, што е интересното во ова? Интересното во ова е дека ако кога би му кажувале на некој дека ќе го започнете ова и вакво е, и ваква е ситуацијата во врска со ова, секој нормален човек би рекол, вие сте луди, вие не сте свесни во што се впуштате, тоа е премногу ризично, тоа е премногу необично, тоа е премногу тешко, тоа е премногу страшно и секој би го кажал тоа, да, и ако јас не ги гледам овие карти што ги гледам, би ви кажал исто, ова е опасност во која се впуштате. Но, гледајќи ги картите кои ги гледам, јас знам дека овие во кои се впуштате токму такво изгледа, дека е ништо сега не знаете, тајност, во некаква, обвиено е во некаква тајност и опасност, но јас знам дека ова вас ќе ви исполни некакви незамислени фантазии и желби. Колку и да изгледат страшно, необично, ризично, продолжете, влезете во ова ќе ве направи вас нешто многу среќни, ќе ви исполни некоја желба која сте имале можеби од детството, фантазија и желба. Ова има потенцијал да го направи тоа, затоа не се двумете, доколку сакате нешто да започнете, влезете во тоа, ќе биде едно патување, да, една авантура интересна, меѓутоа ќе ви исполни неверојатно голема желба. Следната порака која имам за вас ваките овде е една ситуација када вие во некакви забави, некакви опуштања, вие може да направите грешка, може да направите нешто кое партнерот нема да го одобри. Ако станува збор за љубовта, да, партнерот нема да го одобри, нема да му се допадне затоа што ова е непромислено и воопшто не сте помислиле на партнерот, сте мислеле само за себе и сте направиле грешка. Може се да биде, не знам, не мора да значи дека е во љубовта, може и во нешто друго да биде, некаде каде што вие под дејство можеби на алкохол или под дејство на некои емоции, па сте среќни, па сте весели и ќе направите нешто кое е на ваша штета. Јас мислам дека многу треба да внимавате кога сте окружени со алкохол и такви некои забави и моменти, многу да внимавате на себе затоа што не само за партнерот, туку и лично за вас може вие да си го нарушите угледот или не до толку може страшно, меѓутоа може ете во лоша состојба да се ставите и другите да имаат малку поинакво и погрешно мислење за вас. А се тоа ве кажав да биде поттикнато заради некои ваши емотивни моментални состојби. Внимавајте кога сте со друштво, внимавајте што споделувате и секогаш во овие ситуации кога ќе се најдете во ситуација да не знаете што да одберете, затоа што
ова така ќе го препознаете. Штом се најдете во ситуација да не знаете што да одберете, дали вака да направам или така, дали ваму да одам или ваму, дали со овие луѓе или со овие да одиме, секогаш тука да знаете дека многу треба да внимавате на себе, лично на себе. Или ако сте сами да на себе, ако не да внимавате на вашиот углед и на партнерот. И сега, да, може да е ситуација каде партнерот може ова да го направи, па вас да сметате дека ви го нарушил угледот и направил нешто или кажал нешто или се довел во ситуација каде ве засрамил, ве изневерил, кажал нешто што не треба да се каже, направил нешто за ваша штета и не знам, ќе сметате и ќе имате чувство дека вие намалиле вредноста некаде некако. Или некој вас, или вие лично. Затоа многу внимавајте и тоа што треба да внимавате е кога сте под дејство на алкохол и силни некои емоции. За други ваги од вас има ситуација каде во март месец некој кој го гледате со некакви розови очила, можеби, ќе ви докаже или ќе разберете во некој момент дека вие само сте ја идеализирале оваа личност и оваа личност нема ништо со тоа како вие сте ја замислувале или доживувале. И ова може да биде и на работа, и во домот, семејството, соседството, пријателството, секаде може да биде. Значи оваа личност ќе ви покаже дека не е таква како што сте ја доживувале и замислувале. Има премногу мани, има премногу недостатоци во карактерот, во однесувањето и не сакате ваква личност во вашиот живот. И последната порака за вас вагите за месец март е ситуација каде вие најавувате нешто во вашиот живот, најавувате, буквално ги собирате блиските и им најавувате нешто. Или нешто што го правите и што ќе го правите, или најавувате некакви нови почетоци во вашиот живот, или најавувате некакво патување. Многу ваги ќе патуваат некаде во март месец. Патуваат за задоволство, да, не е ова за работа, туку е за задоволство. Многу ваги размислуваат за купување на автомобил, многу ваги размислуваат, и не само што размислуваат, мислам дека и ќе направат таа работа, ќе купите нешто поголемо, некој поголем предмет во домот, или нешто за вас, или автомобил, или некакво, ќе уплатите некакво големо патување и далечно патување. Некој од вас ќе завршите некои ситуации, можеби некакви обуки, некакви усовршувања, некакви не знам, нешто привршувате вие со некакви студии или некој циклус во вашиот живот завршува со успех, да сте срекни во состојбата нова во која сте, можеби нови звања, нови дипломи, некои нови работи, некои убави и некои големи посериозни работи. Ова не се ова ситници. Некои од вас пак промени, најавувате за некои нови промени во вашиот живот, можеби промена на работно место, промена на дом, можеби се селите, можеби сте склучиле брак, па сега почнувате еден нов заеднички живот, што и да е, и на посериозна и поголема работа во вашиот живот што се случува и што ќе се случува допрва, мислам дека потешкиот дел и делот на подготовките завршил, сега веќе следува делот каде што треба да уживате на успесите. Нешто во љубовта многу ќе ве радува. Можеби подарок доаѓа, некаков убав подарок од партнерот или пак многу внимание, многу љубов, многу посветеност ќе доживеете во март, или пак вие ќе пружите толку многу љубов и внимание и посветеност и едни хармонични и многу убави моменти во љубовта. И во кариерата, ако веќе кажав, сакате да направите промени, избирате еден нов пат,
една нова кариера и тоа е пропратено со еден неверојатен успех. Се што е поврзано со тоа, се што е поврзано со нови почетоци е прекрасно за вас и месец март. Драги ваги, се надевам уживавте. Следната наша видео. Чао, чао!